Шестми не успеа да се спасат по катастрофалниот пат на авионот во Колумбија, што ја вознемири светската јавност. Меѓу нив и Ервин Тумири, која раскажува својата приказна и зборува за она што се случувало во авионот пред смртоносниот пат. Вели дека преплашените патници започнале да скокаат од своите места и да врескаат, а тој го преживеал падот зашто не паничал во клучниот момент. Ги стави вторбите помеѓу нозете и зазема в положба на фетус, што се препорачува во состојби кога е загрозена безбедноста во авиосообраќајот. Рекол Тумири пред спасувачите кои жив го пронашле во урнатините на леталото. Химена Суарес, една од стюардесите во авионот, е меѓу 6 преживеани. Таа за локалните медиуми изјавила дека сите светла во авионот биле изгасени во моментот кога леталото тргнало во слободен пат, па понатаму не памети ништо. Медиумите пренесуваат и дека пилотот од авионот Мигел Кирок го испуштил горивото од резервоарот во моментот кога сватил дека леталото со кој управува ќе се урне, со цел при падот на авионот да избегне експлозија и да остави можност некој од патниците да преживее. Многумина го нарекуваат херој, сметајќи дека токму неговата идеја ги спасила животите на 6 луѓе. На приказните за хероите се надоврзува и онаа на едно 10-годишно момче, чие што име засега не е објавено во јавноста. Имено детето прво пристигнало на местото на несреќата и го забележало фудбалерот Алан Рушел кој се обидувал да излезе од урнатините. Момчето ги алармирало спасувачките служби веднаш по нивното пристигнување и Рушел бил спасен. Светот го трогнаа приказните за оние чии што живот изгаснаа и за оние кои останаа сведоци на големата трагедија. Причините за падот се истражуваат, а од она што засега е познато, последните зборови на пилотот биле контрола. Имаме проблем со моторот и губиме контрола.